Даниела Арсовска, Орце Ѓорѓиевски и уште 33 градоначалници не поднели изјави за имотната состојба по завршување на мандатите, објави Државната комисија за спречување корупција. Исто така и 19 новоизбрани градоначалници повторно на чело со градоначалникот на Скопје не ја исполниле оваа законска обврска која треба да покаже дали и колку едните додека биле на функција се збогатиле, а другите со колкав имот ги стартуваат мандатите. Антикорупционерите ваквата состојба ја констатирале по извршени проверки во регистарот на имотна состојба и интереси. Оттаму велат дека за градоначалниците, поранешни и актуелни од кои дел се старонови, ќе иницира постапки согласно закон, односно ќе издаде прекршочен платен налог. Согласно со член 82 став 3 од наведениот закон, по престанок на функцијата градоначалник, истите имаат обврска да поднесат изјава за имотната состојба. ДКСК ќе следи состојбата за сите наведени лица, кои понатаму нема да исполнат законската обврска за доставување изјави, ќе иницира постапка за проверка на нивната имотна состојба и интереси, согласно член 82 став 1 од Законот за спречување корупција и судирот на интереси. Сите избрани градоначалници на локалните избори 2025 година имаат обврска најдосна во рок од 30 дена од денот на изборот да поднесат изјава за имотната состојба и интереси. Градоначалникот на Скопје, Орце Ѓорѓиевски, е и на двата списоци. Тој за ТВ24 вели дека и како советник во општина Кисела Вода, а подоцна и како градоначалник, ја известил комисијата за неговата имотна состојба, за која нагласува дека од тогаш е непроменета, но вели ќе се обрати и ќе достави нов извештај до комисијата. Во двете категории се и градоначалникот на Бутел Дарко Костовски, Курто Дудуш, како и староновиот градоначалник на Штип Иван Јорданов. Не само прекршочна казна, треба да има и политичка одговорност, односно да си заминат од функцијата сите кои не го почитуваат законот, кој впрочем треба да претрпи измени, вели за телевизија 24 првиот човек на Transparency International Благоја Пандовски. Тие се први луѓе на општината градоначалници. Ако тие самите за себе немаат доволно отчетност и транспарентност да дадат изјава за својата имотна состојба, како тогаш очекуваме да имаат отчетност и транспарентност за работата која вршат. Знаете, тоа е еден, ако тргнеме малку подалеку, тоа е еден квалитет на нивната личност. Значи, секој треба да биде отчетен за својата работа, меѓутоа секој пред се треба да биде отчетен за самиот себе. Според законот, предвидената глоба за непријавување имотна состојба од страна на избрани и именувани лица изнесува од 300 до 500 евра во денарска противредност.